Драги браќи и сестри, ќе ја започнеме ова утринска неделна богослужба со песната број 57. Песната број 57. Запеј ми ги зборовите на живот. Колку ми се милозвучни, пречудни зборови. Вера ти е носот, животен пат водат. Прекрасни се, чудесни се зборовите на животот. Целата песна.
Ке станеме да му благодаряме на Бога. Господе, Татко наш Небесен, Ти благодаряме за ова нова прилика. Господе, Ти секогаш ни даваш нови прилики. Одново и одново да доаѓаме при Тебе, да Ти се поклонуваме, да Те обожаваме, бидејќи Ти си единствен Бог. Нема друг како Тебе. Ти си оној што имаш зборови на живот. И Ти го имаш патот на животот. Ти ја имаш вистината и затоа доаѓаме при Тебе. Твојот возлюбен син е патот, вистината и животот. Фала Ти, Татко, за оваа прилика. Благослови ги сите браќа и сестри по светот, познати и непознати, кои што се собират околу Твоето Слово, како браќа и сестри, за да Ти отдадат потребната чест и слава, за да се смират пред Тебе, да се поклонат со понизност, бидејќи Ти си милостив кон оние кои се понизни, а се противиш на оние кои што се горделиви. Благослови ги сите и нас не благослови ова утро. Отвори ги срцата наши, мислите наши, да можеме да внимаваме на Твојот збор, да го слагаме во срцата наши, да растеме духовно. Без Твоето Слово, Господи, не можеме да растеме. И без Светиот Дух. Затоа, дај ни го Твоето Слово, дај ни го и Светиот Дух, исполнене со Него, бидејќи преку Него ние можеме да викаме Ава, Оче. Без Него нема да можеме. Биди со нас и прослави се во името на Господ Исус Христос те молам. Амин. За ова богослужба го имам текстот од посланието на апостол Павле до Галатјаните, 4 глава, 6 и 7 стих. Галатјаните, 4 глава, 6 и 7 стих. Словото ни вели вака: а бидејќи вие сте синови, Бог го испрати Духот на Својот Син во срцата ваши, кој вика Ава, Оче. Затоа не си веќе роб, туку син. Ако си пак син, тогаш си и наследник Божи, преку Исуса Христа. Толку од Словото. Сега предлагам да испееме втората песна. Втората песна, број 280. 280. Исусе, повеќе љубов ми дај, за душата си ми небесен рај. Слушни ја молбата, дај да те сакам јас, о Христе, повеќе и повеќе. Целата песна.
ај да те сакам јас повеќе и повеќе. Така да биде во нашиот живот, да го сакаме се повеќе нашиот Господ Исус Христос. Му благодарам на Бога и за ова прилика што можам пак да го проповедам Словото Твое меѓу вас и да продолжам со посланието од Галатјаните 4 глава, 6 и 7 стих. До сега видовме дека Господ Исус Христос го откупил целиот свет со цел сите да примаат посинување. Но за жал сите не се посинети, затоа што сите не го прифаќаат Господ Исус Христос за свој Спасител. Сами се одречуваат од оној кој што ги откупил, вели апостол Петар во 2 Петрова 2:1. Посинети се само оние што веруваат во Господ Исус Христос. Посинувањето е исто така и избор, Божи избор. Исус го каже и ова: мнозина се повикани, а малцина избрани. Матеј 22:14. Со други зборови, Бог избира кој ќе биде посинет. Зошто? Затоа што Бог врши се според волјата своја. Ефесјаните 1:11. Ниеден човек не може сам себе да се посини. Посинувањето го прави Бог. На друго место читаме во Римјаните 9:15. Ќе покажам милост кон оној што ќе го помилувам. Затоа секој човек би требало да се моли вака: Боже, биди милостив кон мене грешниот, како што вели метникот во Лука 18:13. Зошто да се молиме така? Затоа што сите се грешни, сите се раѓаме како грешни и не можеме сами да се спасиме. Да се вратиме сега на Галатјаните 4:6. Бидејќи вие сте синови. Оние што ќе бидат помилувани од Бога, Бог ги посинува и им дава право да се наречат синови и ќерки Божи. Луѓето не се раѓаат како синови и ќерки Божи. Затоа треба да се наново родат, за да бидат посинети. И Христос е син Божи и ние сме синови Божи. Која е разликата? Христос е природен син и единороден. Синот и Отецот се од иста природа, иста суштина. А ние сме посинети преку Него и Неговата заслуга. Тоа е голема привилегија. Добиваме нешто што не го заслужуваме, нити може да го заслужиме. Затоа апостол Јован во 1 Јованова 3:1 вели вака: гледајте каква љубов ни дал Отецот, да се наречеме чеда Божи. Каква голема љубов е тоа. Божјата љубов е многу голема и не може да ја разбереме и опишеме. Но ако сакаме и нас да не опфати Божјата љубов, има само еден услов. Исус Христос вика вака, Јована 14:21. Кој ме љуби мене, возлюбен ќе биде од мојот Отец. Ова е услов. Возлюби го Господ Исус Христос. И јас ќе го возлюбам и ќе му се јавам сам. Тоа го веќе Господ Исус. Во Јована 17:23 во својата молитва кон Отецот вели: и нив си ги возлюбил како мене што ме возлюби. Каква привилегија да бидеме возлюбени со истата љубов со која Отецот го љуби својот син. Кој може да го објасни тоа? Бог сака верните да го знаат тоа и да го ценат, да се благодарни и да возвратат со искрена љубов. Бог сака да знаеме дека сме возлюбени, дека сме Негови синови и ќерки. И ако сме посинети, ги имаме истите права како да сме природни синови и ќерки. А бидејќи вие сте синови, вели апостолот. Апостолот тоа го вели на галатјаните, кои што биле заведени од лажни учители. Тој ги познавал нив, он им го проповедал Евангелието и тие го примиле, пишува во Галатјаните 1:9.
го примеле тоа Евангелие и нивниот живот целосно се променил. Но се случило да бидат заведени. Павле разбрал за тоа и не им вели: сега веќе вие не сте синови и ќерки. Но вели: а бидејќи вие сте синови. Јас знам дека вие сте синови и ќерки Божи, им вели апостол Павле. А како може да знаеме дека и ние сме синови и ќерки Божи? Прво, ако сме деца Божи, ќе се интересираме за тоа. Во Библијата имаме сведоштво преку Словото и тоа е објективно сведоштво. Но има и едно субјективно сведоштво, а тоа е внатрешно преку Светиот Дух. Ако сме деца Божи, кога го читаме Словото или го слушаме, го слагаме во срцата наши, го прифаќаме и се служуваме со него. И тоа е знак дека сме деца Божи. Нашата душа се храни со Словото, тоа е духовна храна за нас. Се радуваме за тоа што направил Христос за нас. Кога слушаме дека Бог не возлюбил и го дал својот син за нас, нашата душа се радува и му благодари на Бога што и нас лично не возлюбил. Апостол Јован вели: кој верува во Синот Божи, тој има сведоштво во себе. А сведоштвото е тоа дека Бог ни дарувал живот вечен и тој живот е во неговиот син. Кој го има Синот Божи, тој го има и тој живот. Кој го нема Синот Божи, го нема тој живот. Ова ви го пишувам вам кои верувате во името на Синот Божи, за да знаете дека имате живот вечен и да верувате во името на Синот Божи. 1 Јованова 5, 10 до 13. Дали ние веруваме во Синот Божи? Ако веруваме, треба да знаеме дека имаме живот вечен. Дека тоа е наше наследство. Така не учи Словото, да знаете. Ако веруваме, спасени сме. Ако не веруваме, не сме спасени. Словото Божие е првото сведоштво дека сме деца Божи, а второто сведоштво е на Светиот Дух. А бидејќи вие сте синови, Бог го испрати Духот на својот син во срцата ваши, кој вика: Ава, Оче. Светиот Дух е печат на нашето наследство. Печат се става на документ кој има содржина. Печат не се става на бел лист без содржина. Ако сме посинети на новородени, тогаш Бог го става својот печат во нас, а тоа е Светиот Дух. Светиот Дух е гаранција дека сме негови. Затоа апостол Павле запишал во Ефесјаните 4:30: и него оскрбувајте Светиот Дух, со кој сте запечатени за денот на избавувањето. Светиот Дух е печат на нашето спасение и наследство. Додека сме на оваа земја, ништо не може да не оддели од љубовта Божија, бидејќи му припаѓаме на него. Затоа може да читаме обширно во Римјаните 8 глава. Во Римјаните 8:16 вели: самиот Дух му сведочи на нашиот дух дека ние сме чеда Божи. Светиот Дух останува со нас и во нас до крај. А сведоштвото негово дека ние сме деца Божи зависи од нашето одење по Духот или нашето живење по Духот. Ако живееме по Дух, тогаш Светиот Дух ќе работи во нас моќно. Кога се исполнеме со Светиот Дух и сме послушни, тогаш неговото сведоштво ќе го осеќаме многу јасно. Бог ни го дал Светиот Дух како дар кога сме поверувале. Сите што поверувале го добиле Светиот Дух. Во Римјаните 8:9 вели: ако пак некој нема Дух Христов, тој не е негов. Секој христијанин треба тоа да го знае. Затоа е запишено во Словото. Сотоната е тој што не сака тоа да го знаеме. Тој сака да се сомневаме. Бог го испрати Духот на својот син. Зошто Светиот Дух е наречен така? Синот Божи
Бог го испратил за целиот свет. А Светиот Дух Бог го испратил само за оние што ќе поверуваат во Неговиот Син, само за оние што се посинети. Зошто се вели Духот на својот Син? Кога бил Христос на земјата, бил исполнет со Светиот Дух без мерка. Преку Него имал совршена заедница со Отецот. Учениците го гледале како се моли на Отецот. Биле воодушевени од Него, од Неговата предаденост на Отецот. И затоа во Лука 11 глава читаме: еднаш беше он на едно место и се молеше. И кога престана, еден од неговите ученици му рече: Господи, научи не да се молиме, како што ги научи Јован учениците своји. Научи не, Господи. Тогаш Исус им ја кажал молитвата Отче наш. Небесниот Отец, на кој се молел Исус, е и наш Отец. И затоа може да му се обраќаме со Отче наш. Со истата љубов со која Отецот го возлюбил Синот, не возлюбил и нас. Истиот Дух кој бил во Исус, сега и во нас. И со Негова помош ние се поврзуваме со Отецот. Светиот Дух вика во нас: Ава, Оче, Он е наш утешител и помагач во нашата борба против гревот. Еден неверен човек кој го нема Светиот Дух во себе е равнодушен кон гревот. Мртов е за Бога. Спасението не се губи, но сведоштвото на Светиот Дух и сигурноста на спасението може да се изгуби. Како галатјаните што го изгубиле, затоа што ги послушале лажните учители, паднале духовно. Но апостол Павле бил нивен душогрижник. Стрпливо ги поучувал, ги охрабрува и сака да ги врати во првобитната положба. Им дава прекрасни совети како да живеат христијански живот. Ќе го видиме тоа во наредните глави од ова послание, ако даде Господ. Голема работа е да знаеме дека сме спасени, дека гревовите ни се простени, дека имаме живот вечен, дека сме деца Божии, дека имаме сигурност на спасението. Најважна работа во животот е да сме спасени. Посланието до галатјаните зборува баш за тоа, а Сатаната го омрази тоа. Тој не сака да се проповеда тоа послание. Тој не сака верните да знаат дека се спасени. Кога верните го читат и слушат тоа послание, апетитот за проучување им се зголемува се повеќе. Колку повеќе го читаме Словото, толку повеќе добиваме сведоштво од Светиот Дух. Светиот Дух му сведочи на нашиот дух дека сме чеда Божи. Павле им кажува на галатјаните дека станале деца Божи. Не преку законот, не преку верата, не преку законот, но преку верата во Господ Исус Христос. Бог има само еден природен син кој е со иста суштина со Него и тоа е Господ Исус Христос. Но преку верата во Христа секој може да стане дете Божјо. На галатјаните апостолот им вели: а бидејќи вие сте синови, Бог го испрати Духот на својот Син во срцата ваши. Затоа што поверувале, Бог им го дал Светиот Дух. Тоа е истиот Дух што го имал Христос кога бил на земјата. Затоа пишува Духот на својот Син. Истиот тој Дух што му помагал на Исус, им го дава Бог на своите духовни деца. Преку Него верните се запечатени за денот на избавување. Светиот Дух кој е во верните вика: Ава, Оче. Кога Господ Исус бил во Гецеманија, се молел вака: Оче, Ава, Оче, се е можно за Тебе. Отклони ја од мене ова чаша, но не како јас што сакам, туку како Ти. Марко 14:36. Ова викање кон Бога Отецот е од срце. А ако не е од срце, тогаш е лицемерно.
Лицемерството пред Бога не може да помине. Затоа што Бог ги познава срцето. Тоа не може да го скриеме од Него. Кај правите верници, тоа доаѓа спонтано, не вештачки. Верните знаат дека се деца Божи. Го чувствуваат Светиот Дух во себе. Викањето кон Бога им доаѓа природно. Светиот Дух преку нив се моли искрено и вика: Ава, Оче. Бог е наш небесен татко. Он нас не љуби, се грижи за нас. Ни ветил дека постојано ќе биде со нас. Никогаш нема да не напушти. Затоа што не посинил преку неговиот возлюбен син. Има уште еден стих во кој пишува за Ава Очи, а тоа е Римјаните 8:15. Таму читаме: Затоа вие не примивте дух на робство, за да бидете во страв, туку го примивте духот на посинувањето, преку кого велиме Ава Очи. И во Галатјаните, и во Римјаните 18:15 пишува за иста тема, но има една мала разлика. Во првиот случај Светиот Дух вика Ава Оче, а во вториот случај ние верните викаме Ава Оче. Зашто така? На верните им е даруван Светиот Дух и Он им помага да викаат така. Без Светиот Дух не можеме да го наречеме Бога Оче и така да му се обраќаме. Светиот Дух работи во нас и преку нас. Што значи Ава? Тоа е арамејско зборче. Арамејски јазик се користил во времето на Исус. Тоа бил еврејски јазик помешан малку со грчки и други јазици од околните народи. И така зборувале евреите после вавилонското робство. Зборчето Ава го користеле децата кога им се обраќале на своите татковци. А значило тато, тате, татенце. Тоа бил збор на доверба, предаденост, интимност, поверение. Кога Исус го изговарал овој збор, за јудејците изгледало соблазнително. Тие мислеле дека никој не може така да го нарече Бога. Тоа е интимен однос, полн со доверба, а не формално. Таков треба да биде нашиот однос со Бога. Апостол Павле го напишал ова послание на грчки јазик. Па за татко на грчки стои патер, а на арамејски Ава. Значи запишал и на арамејски и на грчки Ава Оче. Во Стариот Завет никој не го нарекувал Бога со Оче. За прв пат тоа се случува кај Господ Исус Христос. Ни покажал пример како можеме и ние да се обратиме кон Бога, да се обраќаме со доверба, со предаденост, со помош на Светиот Дух. Без помош на Светиот Дух никој не може така да се моли. Кога Господ Исус се молил на Отецот во Јована 17 глава, му се обраќа со Оче, но и со Оче свети и Оче праведен. Во тие зборови има и стравопочит. Кон Бога треба да се обраќаме со доверба, со интимност, но и со стравопочит. Зошто? Тоа е така затоа што тоа не е било кој татко. Он е наш Создател, Бог е Создател на се видливо и невидливо, на целата Вселена. Во Стариот Завет Бог им се обраќал на сите луѓе вака: кон мене обратете се и ќе бидете спасени сите краишта на земјата. Зашто јас сум Бог и нема друг. Исаја 45:22. Со истиот тој авторитет Исус ги повикува сите луѓе да дојдат при Него. А во последниот голем ден од празникот застана Исус и извика со висок глас велики: кој е жеден, нека дојде при мене да пие. Јована 7:37. Исус имал целосен авторитет да се соочи со народот и да ги покане да дојдат при Него и да пијат од изворот на живата вода. Отецот не суди никого,
но целиот суд му го предаде на синот, та сите да го почитуваат синот, како што го почитуваат отецот. Кој не го почитува синот, тој не го почитува ни отецот, кој што го пратил. Јована 5, 22-23. Јована 3:35 вели, зашто отецот го љуби својот син и се му даде во раката негова. Оној што ме прати со мене, вели Исус, во Јована 8:29, отецот не ме остави сам, оти секогаш го вршам она што му е угодно. Од овие стихови гледаме дека отецот и синот се во постојана интимна врска и во совршена хармонија. Како резултат на таа совршена врска, Господ Исус Христос совршено ја завршил мисијата на земјата која му била дадена од Отец. Затоа Исус ни порачува на сите нас: бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не е на лозата, така и вие, ако не бидете во мене. Јована 15:4. Ако јас и ти имаме интимна заедница со Бога, преку Христа, ќе имаме авторитет да им сведочиме на луѓето. Ако ја немаме таа врска, ќе бидеме само формалисти. И во тој случај не може да имаме авторитет. Формалистот може да викава оче, но отецот нема да го слушне, бидејќи тоа не е од срце и не е поттикнато од Светиот Дух. Да преминеме сега на 7 стих. Затоа не си веќе роб, туку син, а ако си пак син, тога си и наследник Божи преку Исуса Христа. Овој стих е заклучок на се онаа што апостол Павле го кажал до сега за посинувањето. Кога вели не си веќе роб, подразбира дека порано сме биле робови. Имало период во нашиот живот кога сме биле робови. Кога било тоа? Кога сме биле робови? Пред да поверуваме. Од ова послание се гледа дека сме биле робови кога сме биле под законот. Во Галатјаните 3:10 читаме: а сите оние што се од делата на законот подклетва се, оти е напишено: проклет да е секој кој не исполнил постојано се што е напишено во книгата на законот. Проклетство тежи врз нас. Сите што мислат дека можат да се оправдат пред Бога преку делата на законот, му робуваат на законот. Постојано се обидуваат да му угодат на Бога по законот. Но не успеваат. Тоа исто како постојано да носат товар тежок на грбот, сака да се ослободат од него, но не можат. Секој човек пред да поверува во Господ Исус Христос е роб на гревот. Сака да се ослободи од него, но не може. Законот го осудува и проколнува затоа што е грешен, но не му дава сила да се ослободи од гревот и да не греши. Кој може да не ослободи од гревот? Има само еден кој може да не ослободи од гревот и да не спаси, а тоа е Господ Исус Христос. Самиот тој рече во Јована 8:36: ако Синот ве ослободи, навистина ќе бидете слободни. Пред да поверуваме во Христа, бевме поробени од стихиите на светот. А откако поверувавме, не сме веќе робови, но синови. Апостол Павле им вели на Галатјаните: не сте веќе робови. Иако тие паднале духовно, сепак не се веќе робови, туку синови, деца Божи. Ова е охрабрување за секој од нас. Секој од нас може да падне духовно, како и галатјаните. Секој може да падне. И паѓаме. Апостол Павле знаел дека тие прво го примери Евангелието, а потоа некој ги завел во погрешен правец. Павле бил очевидец кога тие го примели Евангелието и Исус Христос за свој спасител, кога прв пат им го проповедал Евангелието. И затоа тие се уште биле деца Божи. Најважна работа во животот е да знаеме дека сме деца Божи. Да знаеме дека сме го примили Евангелието, дека преку верата во Христа сме станале духовни деца Авраамови и наследници Божи.
Галатјаните го примиле Евангелието, а исто така и Светиот Дух. Павле го знаел сето тоа, но ги прашува за да ги подсети. Во Галатјаните 3:2. Само ова сакам да го узнаам од вас. Преку делата на законот ли го добивте Духот или преку послушноста на верата? Кога го примевте Светиот Дух, преку делата или преку верата, им вели апостол Павле. Јасно било дека било преку верата, но Павле ги потсеќа и сака сами да дојдат до тој заклучок, како било. Сами да сватат дека нешто се случило со нив, дека се измамени, заблудени и затоа го изгубиле сведоштвото на Духот. Тоа не значи дека го изгубиле спасението, вечниот живот, но кога ќе го изгубиме сведоштвото на Светиот Дух во своите срца, дека сме деца Божи, тогаш ја губиме радоста на спасението. Ако ја изгубиме радоста во Господа, тогаш сме многу помалку ефикасни во службата Божја. Ѓавот не сака да имаме сигурност на спасение, да се радуваме во Господа. Ѓавот сака ние да се сомневаме, да паѓаме, да сме разочарани, да не сме ефективни во службата за Бога. Ѓавот сака да сме парализирани и да не може да направиме ништо за Господа. Спротивно на ѓавот, Бог сака да знаеме дека сме Негови деца, дека сме спасени, откупени, возлюбени, дека сме храм на Светиот Дух. Галатјаните паднале духовно и го изгубиле сведоштвото на Духот. Во некои работи почнале да се однесуват како робови, а не синови. Почнале да се враќаат на законот, тоа ќе го разгледаме покасно, ако даде Господ. Кога некој човек ќе се обрати, покажува знаци на радост, желба да сведочи на некој, сака да се моли, да ја чита Библијата и така натаму. Но ако падне духовно, сето тоа исчезнува. Многу е тажен, разочаран. Полошо изгледа од како некој верник. Која е причината за да се изгуби сведоштвото на Светиот Дух? Царот Давид паднал кога сгрешил. Кога сгрешил, не го изгубил спасението, не изгубил радоста на спасението, сигурноста на спасението и вака се молил во Псалом 51:12. Не отфрлајме од лицето свое и Светиот Дух Твој не одземај го од мене. Врати ми ја радост на спасението од Тебе и благороден дух зацврсти во мене. Врати ми ја радост. Причината да се изгуби радоста на спасението е кога човек ќе се стави себе си во центарот. Како? Прво, кога се обидува да се оправда пред Бога преку делата на законот. Смета дека тој треба нешто да направи за да го заслужи спасението. Така се станува фарисеј. Мисли дека го исполнува законот и се уверува себе си дека го исполнува законот. Така станува самоправеден. А ако почне да живее во грев, да му годува на телото, тоа е веќе беззаконие, антиномиенизам. И од тоа се губи сведоштвото на Светиот Дух. Ако некој верен човек почне да ги зема работите во своји раце, се обидува да ги реши проблемите во животот со своја усилба, сам, без да се подпира на Господа, тогаш ја губи сигурност и сведоштвото на Светиот Дух. Апостол Петар во 1 Петрова 5:7 вели: сите ваши грижи оставете ги на Него, зашто Он се грижи за вас. Значи, потребно е Господ да ни е во центарот на нашиот живот, а не ние самите. Фарисејството и телесноста се две спротивни состојби. Телесност не е само да паднеш во некој грев, но и тоа да се грижиш, да се секираш, да се загрижуваш. Христос ни вели: не грижете се, што ќе јадете, што ќе пиете, што ќе се облечете, не се грижите. Господ се грижи.
А ние понатаму пак се грижиме. Тоа е од ѓавол. Тоа го жалости Светиот Дух. Галатјаните паднале во фарисејство, а коринтијаните паднале во телесност. Во Коринт имало некој човек кој го слушал Павле како проповеда дека спасението се добива како дар и кој поверува во Христа, тој е спасен за секогаш. И тој човек погрешно го разбрал тоа и почнал да живее во неморал. Апостол Павле и вели на браќата да се соберат и да го исклучат од црквата таквиот човек. Во 1 Коринтијаните 5:2 и вели: нека се исфрли од вашата средина оној што го направил тоа. А во 13 стих вели: исфрлете го лошиот помеѓу вас. Целта била тој човек да се покае, ако читате целиот текст. И ако е навистина верник, ќе се покае и ќе се врати. Во 2 Коринтијаните 2 глава, од таму дознаваме дека тој човек се покајал и се вратил. Павле им напишал да го примат назад во црквата затоа што се покајал. Многу е важно верните деца Божи како живеат. Ние треба да знаеме дека сме откупени преку Христа, дека не припаѓаме на себе, туку на оној кој не откупил. Не сме под законот, но под благодат. Но тоа не значи дека сега може да правиме што си сакаме, штом не сме под законот. Верните не се под законот, но му припаѓаат на Христос. И се под законот Христов. Павле го користи тој збор во Галатјаните 6:2, 1 Коринтијаните 9:21. Христос не откупил за да бидеме негови слуги. Затоа не си веќе роб, туку син. Ако си пак син, тогаш си и наследник Божи преку Исуса Христа. Галатјаните станале деца Божи кога го примиле Евангелието. Апостолот им кажува дека се деца Божи и наследници Божи. Нема поголема привилегија од тоа да си дете Божио. Дете Божио се станува преку наново раѓање. Сите што ќе поверуваат во Исуса Христа стануваат деца Божи со посинување. Иако се посините, тие ги имаат истите права како и Господ Исус Христос. Се што е создадено во универзумот е Божјо и Бог го дал на својот син. А сето тоа ќе го наследат и верните, затоа што верните се наследници Божи и сонаследници Христови. Вели апостол Павле во Римјаните 8:17. Во 2 Коринтијаните 9:15 Павле вели: да му благодариме на Бога за неговиот неискажлив дар. Или како што запишал во Ефесјаните 3:8: на мене, најмалиот од сите светии, таа благодат ми се даде, да им го проповедам на незнабожците неискажливото богатство Христово. Неискажливо. Тоа неискажливо богатство Христово е и наше, само затоа што со вера во Христа сме станале деца Божи. Преку нановораѓањето ние стануваме учесници во божествената природа. И така влегуваме во Божјето семејство. Со нановораѓањето доживуваме духовно воскреснување. Тоа се случува со нашето второ духовно раѓање. А нашето прво раѓање е кога сме се родиле телесно. Со тоа прво раѓање ние сме наследници на гревот, на проклетството и на пеколот. Затоа, ако сакаме да се ослободиме од тоа, потребно е втор пат да се родиме, а тоа е духовно. Ако сакаме да сме деца Божи, потребно е да поверуваме во Господ Исус Христос. Од нас се очекува да поверуваме во Христа искрено, а другото, наново раѓањето, Бог ќе го направи. Ако го прифатиме Христос како наш Господ и Спасител, автоматски стануваме наследници на се друго. Апостолот вели: ако си пак син, тогаш си и наследник Божи, преку Исуса Христа. Како се станува наследник Божи? Преку Исуса Христа. Не преку законот, не преку дела, не по заслуга,
но преку Исуса Христа и тоа распнатиот и воскреснатиот. Нема друго име под небото, вели апостол Петар, во Дела апостолски 4:12. Нема друго име дадено под небото на луѓето преку кои може да се спасат. Без Исус Христос не може никој да влезе во небото. Без Него може да влеземе само во пеколот. Затоа е упатена молба кон сите луѓе во 2 Коринтијани 5:20. Ве молиме во името на Христа, помирете се со Бога. За ваше добро е тоа. Прифатете. Бог не сака некој да погине, но сака секој да се спаси. А тоа е се дарум преку Исуса Христа. Затоа, нека е слава и чест на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, сега и во сите векови. Амин. Ке станеме да му благодариме на Бог. Господи Боже, Татко наш небесен, Ти благодариме од срце за тоа, за овие прекрасни ветувања, за ова прекрасно обеќание да бидеме и да можеме да имаме право да се нарекуваме синови и ќерки Твои, но не по наша заслуга, туку по заслугата на Твојот возлюбен Син. Тоа е, Господи, голема привилегија, голема чест за нас. Помогни да го ценеме тоа и така да живееме достојно како деца Твои, да не паѓаме во заблуди, Господи. Помогни ни да се држиме здраво за Словото Твое. Помогни ни постојано да го читаме, да го слагаме во срцата наши, да гледаме постојано во Тебе, да не го скренуваме погледот од Твојот Син, бидејќи ќе паднеме, сигурно ќе паднеме во заблуда, или во некој грев, или во нешто што ќе го жалости Светиот Дух. Господе, помогни ми да не го жалостиме Светиот Дух, но секој дневно да се исполнуваме со Светиот Дух, да бараме. И Ти ќе ни дадеш, секако дека ќе ни дадеш. Исполнене, Господи, со Светиот Дух, прости ни ги сите гревови. Многу пати сгрешуваме. Опрости не, уверене преку крвта на Твојот возлюбен Син. И води ни понатаму и помогни ни да одеме достојно како синови и ќерки Твои. Во името на Исус те молиме. Амин. Последната песна за ова богослужба е песната број 44. Песната број 44, која вели: Сигурно сладка Исусе мој, о каква радост ми дава тој. Дете сум Божјо, сигурно знам, откупен со крв, роден од дух. Затоа пеам и сведочам, го славам Исус цел живот свој, затоа пеам и сведочам, дете сум Божјо, Исус е мој. Целата песна.
Сега се наред децата. Надевај се на Господа се срце и не се отпирај до својот разум. Изреки 3:5. Благодараме на децата. Сега се наред информациите. Наредната недела богослужбата е пак во 10 часот. Друго, ако има нешто, нема нешто. Добро. Со тоа службата е завршена. Господ нека ве благослови.